да не дозволиме да заработат двојно или тројно повеќе на нашиот грб, доколку ние заминеме во четврток во истите супермаркети и ги купиме истите производи кои не планираме да ги купиме во петок, да. И тоа исто го направиме, замислете, и во сабота кога и недела е неработен ден, повторно не можеме да купиме, ние ќе ги збогатиме можеби двојно или тројно повеќе овие трговци на кои сакаме да им упатиме пораката. Мислам дека треба сите да се воздржиме од дополнително трошење и дополнителни набавки како да ќе нема утре, за да не се доведеме во ситуација повторно да ги потрошиме нашите ниски плати предвремено, овие повторно се збогатат и на крајот ефектот да биде мал. Сигурно ќе се повтори акцијата, сигурно ќе има и понатамошна акција. Убаво каже Слободан дека треба да се види во четврток, петок, сабота што се случувало и да се види колку ефектот е. Тогаш граѓаните ќе добијат подстрек, нели, за да излезат повторно и повторно, а можеби како што вели и одредени маркети или други институции, па и рестораните земете ги предвид. И тие се многу поскапена, мислам, таму услугата. И услугата и се. Така да сметам дека тука треба да има малце и поширока воиднина акција, ако граѓаните се задоволни од тоа што се и да повикаат на поголема масовност. А во меѓувреме владата да ги донесе тие мерки, да видиме, нели, веројатно и со нив ќе се подружиме, да видиме како ќе биде ситуацијава.